сега веќе е време за нашата прва денешна гостинка. Знаете, веќе овој термин секогаш во петок е резервиран за гостин или гостинка од Аџи Бадем Систина. Ова утро ќе разговараме за Алцхаймеровата болест во пресред на светскиот ден на Алцхаймер, односно на борбата против Алцхаймер. Добро утро за доктор Марија Гашовска. Добро утро. Добро ни дојдовте. Добро ви најдовме. Да, добро ни дојдовте. Вие су за фино што помина да поминеш пак. Повелете. Благодарам, Искра. Добро утро и од мене официјално за доктор Марија Гашовска, која не е всушност прв пат наша гостинка и верувам дека уште и понатаму ќе проговоруваме на теми кои што не засегаат сите нас, особено популацијата над 60-тата, 65-тата година, која што се тврди дека е најпогодена можеби за вакви заболувања. Всушност, Алцхаймеровата болест паѓа во дегенеративните неизлечиви заболувања. Така не ли, доктор Марија? Токму така, да. Тоа е најчестото невродегенеративно заболување и секако најчестата деменција и останува главниот ризик фактор, најмокниот ризик фактор возраста. Тоа значи над 65-тата година многу се поголеми шансите луѓето да се заболат од оваа болест, се до 85-тата, веќе по 85-тата година тој процент, односно можноста за добивање на болеста се намалува, затоа што луѓето нели се очекува да не се очекува продолжување на животот, односно луѓето умираат во таа возраст. Така да возраста останува најголем ризик фактор за оваа болест. Така. Ја нарекуваат крадец на среќата и крадец на спомените. Предпоставувам дека има многу типови на Алцхаймерова болест. Има ли луѓе на кои што сепак им се враќаат сеќавањата и луѓе кои што можат да живеат во реалноста? Да, токму така и тие епитети на Алцхаймеровата болест се точни, затоа што во суштина кај Алцхаймеровата деменција пропаѓаат когнитивните домени и најпрвин е засегната меморијата, значи таа мора да биде зафатена. Луѓето стануваат заборавни, загубени. Да, тоа ја менува нивната преморбидна личност, многу го намалува нивното функционирање, најпрви не афектирана и професионалноста, односно таа, да кажам, прва паѓа. Така што да, тие пациенти стануваат поинакви, некои други личности и тоа изгледа тажно. За жал, оваа болест е прогресивна, значи таа ќе се развива се повеќе и повеќе и неизбежен е фатален исход, неизбежни се компликациите, меѓутоа може да се случи одредена група на пациенти кои ќе ја добијат оваа болест, одреден период, да имаат некое ниво, некоја стагнација која ќе се одржи подолго време и нормално да се надеваме дека така и ќе биде. Да, за жал. 21 септември е инаку денот за подигање на свеста за Алцхаймеровата болест. Ние се разбира, бидејќи се паѓа во неработен ден, неколку дена порано проговоруваме на оваа тема. Всушност, овој 21 септември се почнал да се одбележува уште од 1994 година. Направено ли е нешто во овие изминати 30 и нешто години во поглед на свеста, во поглед на стигмата? Ние знаеме дека меѓу народот, меѓу луѓето постојат одреден процент на луѓе кои апсолутно немаат никакви разбирања и никакви емпатија за луѓето околу нив, кои што можеби и не се ни свесни дека имаат Алцхаймерова болест, затоа што никој не им кажал или не отишле на лекар да ја диагностицираат. Така, свеста да, мислам дека се менува, мислам дека стануваме глобално, генерално посвесни и за оваа болест меѓу другото и за сите негативни последици, импакти што таа ги има. Да не заборавиме дека кога некој е заболен од Алцхаймерова деменција, од Алцхаймерова болест, не е афектиран само лично тој. Афектирано е и неговото семејство, пријателите, на крајот на краиштата и општеството, затоа што трпи, да, трпи и работата, така што повеќе сфери, повеќе домени се афектирани и зафатени. Секако дека стануваме посвесни, секако дека науката и медицината многу се напреднати и во оваа област. Пред се диагностицирањето на болеста е
олеснето и се олеснува уште повеќе со новите методи, новите диагностички методи, со новите машини, со новите апарати. Се вложува многу во оваа болест на глобално, на светско ниво, така што тука би рекла дека свеста е проширена, а исто така и тераписките можности се ветувачки за во иднина не да се излечи болеста, тоа се уште не е можно, меѓутоа и како да се измени и олесни низиниот тек, односно прогресијата да се како да кажам, сведе на оваа по-добра страна, да се врати малку наназад. Така. Неколку пати уште од почетокот на нашиот разговор споменавте зборот деменција, како најчеста деменција всушност дека се јавува Алцхајмерот. Дали е Алцхајмер помодерен збор за деменција или се нешто различни термини? Не, Алцхајмеровата деменција е наречена по научникот Алоис Алцхајмер, кој што прв пат ги објаснил клиничките симптоми на болеста и патолошките механизми кај 51 годишна пациентка, и тогаш се сметало дека Алцхајмеровата болест е пресенилна деменција, значи нешто карактеристично за помладата возраст. Подоцна е докажано дека тоа е правата дементна слика што ја гледаме кај повозрастни пациенти. Одлична информација. Кои се причините? Истражени ли се? Постојат ли конкретни причини кои можат пациентот да го воведат во Алцхајмерова болест? Тука би сакала да потенцирам, да апострофирам дека во глобала деменцијата, Алцхајмеровата деменција не е наследна болест, ние викаме се јавува спорадично. Многу ретки се наследните деменции, гени нормално се тука одговорни кои што се наследуваат, тоа се пак ќе кажам многу ретки. За жал, тие деменции почнуваат во помлада возраст, имаат по-лош, по-малиген клинички тек и завршуваат рано по-летално. Во глобала, најголем ризик фактор е возраста, пак ќе кажеме. Други ризик фактори се ако пациентот заболува од има кардиоваскуларни болести и ако физички и ментално е неактивен. И кај жените е малку почеста оваа болест. Инаку, рековме, Алцхајмер е невродегенерација, значи старее, пропаѓа нервниот систем и е најчеста причина за заборавност. Меѓутоа, не само Алцхајмеровата деменција, туку постојат и други причини зошто човекот би се променил во својот мнестички капацитет. Втора почестота е васкуларната деменција, значи се јавува после мозочни удари, еден огромен или неколку помали, и на трето место е алкохолната деменција. Да. Навистина, ова се информации кои што треба да ги знае не само секој човек, туку и секој семејство кое во поширокиот круг има луѓе кои пројавуваат конкретни симптоми, но некогаш и ние сме лоши пациенти, па сакаме да ги одлагаме состојбите или сакаме да му дадеме шанса на некој дека можеби тоа му е од старост или можеме му е од умор или можеме му е од заборавеност и така натаму, па ги пролонгираме. Колку е важно навреме да се диагностицира Алцхајмеровата болест? За жал, ние кога веќе ги диагностицираме нашите пациенти, ретко кога тие сами доаѓаат, почесто ги носат членови на нивното семејство, ние тогаш ја имаме манифестната фаза на болест и за жал тогаш терапевски нема што многу и да се направи. Секако дека ги охрабрувам пациентите да се јават на лекар и не е нивна вина што не се јавуваат навремено, затоа што таа предклиничка фаза на болеста е многу долга, тогаш тие немаат симптоми и нормално нема зошто ни да се јават на лекар. Обично овие пациенти ги носат, реков, членови на нивното семејство и првата поплака е заборавност и способноста да се научат нови свежи информации. Тие се уште тогаш ги паметат старите настани од нивниот живот, професионално стануваат се повеќе и повеќе онеспособени, меѓутоа социјално се уште адаптибилни. Најчесто првите поплаки се заборавеност на имиња, свежи настани, реков. Тоа сите го забораваме од време на време. Од време на време, да. И не фаќа паника дека леле што се случува со мене, почнав да заборавам многу, да. Каде се оставени некои предмети, понатака се губи способноста да се функционира со најбанални апарати, например со далецински оправувач, со телефон и така. Обично семејствата, најблиските, најчесто, најпрво се свесни дека нешто се случува, откако нивниот родител или повозрасен член
ќе се подизгуби некаде во околината каде што живее. И дури тогаш им станува јасно дека нешто се случува со нив. Да. Кои се други симптоми кои не смеат да се игнорираат? Да, губењето во простор е една од, па може да кажеме веќе тоа е подоцнежен симптом, односно не е касна фаза, меѓутоа прво што се јавува се реков овие мемориски дефекти, тогаш луѓето најблиските заприметуваат дека нешто не е како што треба. Значи добиваме пациент кој што е функционално неспособен. Секојдневието не може да го му е изменето и често не може да функционира сам. Почетните фази ние ги викаме благо когнитивно пропаѓање. Тогаш исто така се јавуваат и психијатриски пречки. Најчесто тие пациенти стануваат депресивни. И депресијата не оди паралелно со тежината на Алцхаймеровата деменција. Значи може да има блага форма на деменција, а пациентот да е многу нерасположен, многу депресивен. На почетокот и многу важно е диференцијално дијагностички да се разграничи дали се работи за Алцхаймер деменција или се работи за депресија, бидејќи се лекуваат сосема различно. И секако прогнозата на депресијата е по-добра. Понатака, реков, имаат и психијатриски феномени, овие симптоми, овие пациенти имаат халуцинации, видни и слушни, психотично однесување. Тие кога ќе се јават, да речам, потешки психијатриски симптоми, обично наговестуваат по развиена фаза на болеста, потешки се за лекување и поперзистентни. На крајот, како болеста прогредира, овие пациенти стануваат функционално целосно неспособени, врзани за кревет, целосно зависни од туѓа нега, помош, од грижа и нормално ова завршува на крајот летално. За жал. И најчесто ваквите пациенти не се во можност да живеат во домашна средина, туку најчесто ги изгрижуваат по згрижувачки центри, така нели, заради нивна безбедност, а и заради безбедност на останатите членови на семејството. Кои се најголемите непријатели на ваквите болести, односно што се никако не смее да прави или да консумира пациентот со Алцхаймер? Нема некој ограничување во однос, ако мислите на исхрана или стилот на живот. Сега, често пати луѓето кои имаат деменција имаат и други болести. И во тој случај треба да се обрне внимание, не знам, рековме кардиоваскуларни заболувања, диабет. Во тој случај треба да се избегнуваат ризик факторите кои би ги засилиле, би ги фаворизирале овие болести. Иначе некој поконкретно ограничување за луѓето со Алцхаймерова болест нема. И ако се препорачува, нели, така е популарен тој кето режим на исхрана кој што, например, нема јаглени хидрати, не се одржи, па се препорачува и меѓу другите болести и за луѓето кои ја имаат ова, Алцхаймеровата. Да, сум чула дека на некои пациенти можеби тоа е индивидуално, им смета бучава, им сметаат социјални контакти, па најчесто се изолирани, а пак многу им годи прошетка во природа или животни, домашни миленичиња, или и тоа е индивидуална работа? Тоа е индивидуално. Рековме, секој пациент си ја носи својата болест, својата мака. Својот крст. Да, треба да бидеме внимателни во однос на, да кажеме, тие прошетки, убаво ги спомнавте. Да, овие пациенти меѓутоа може да се случи да залутаат, да не се вратат дома, затоа што не знаат да го најдат патот. Така тоа често го сведочиме, го гледаме и по социјални мрежи и апели за да се најдат одредени луѓе. Така да тоа навистина е многу голем проблем. Индивидуален за семејството и за општеството. Да, и голем товар за семејството кое мора да биде подготвено и добро обучено и информирано како да се носи со секоја една промена и со секоја една реакција на нивниот член кој се справува со ваков предизвик. Споменавте дека благодарение на најсовремените апарати и напредокот на медицината, некако и поинаку се третира ова болест во денешно време, во 21. век. Како вие во Аџибадем Систина, каков начин на третман им нудите на пациентите со вакви болести? Значи, прво, кога ќе имаме вакви пациенти, треба не со пациентите, туку со семејството, добро да се разговара, да се објасни суштината на проблемот, што да очекуваат и како да се справуваат, бидејќи они треба да имаат многу време, еден
поекстендиран временски прозорец во кој што би се изменаџирале и да кажам на крајот можеби грубо снашле како да се однесуваат со тој пациент. Лековите кои што ги даваме ние сега за Алцхаймеровата деменција се прилично лимитирани затоа што реков ги добиваме пациентите во фаза кога нема што многу да се направи. Секако постојат лекови со кои ние го запираме до одреден степен прогресирањето на болеста. Често пати тоа е успешно и многу е важно да кажам дека ги лекуваме и овие околни пропретни симптоми на болеста кои исто и tekako се захтевни и бараат лекување. Например, даваме често пати невротропни лекови, антипсихотични лекови, пак како би го смириле тој пациент. Даваме лекови за несоница, бидејќи тие имаат голем проблем со несоница. Даваме антидепресиви. И така да треба мултидисциплинарен, најчесто невролошки и психијатриски третман како би го направиле пациентот што подобро, подолго функционален, мирен. Да, предпоставувам дека ваквиот тип на пациенти па и не се ни во состојба малку и да спортуваат или да се бават со некоја поголема активност. На крајот тоа е и веќе неможно. Тие имаат на крајот во глобала оваа болест е засега само меморијата и когнитивната функција, меѓутоа на крајот овие пациенти и физички се онеспособени, значи тие се ригидни, крути, рековрзани за кревет, имаат проблеми со одење, имаат проблеми со стоење. Така што на крајот ова е целосно неспособувачка болест за пациент. За жал, тажна болест која, како што рековме и на самиот почеток, не е излечива и треба навистина некој добро да се подготви за да може да се грижи за ваквиот пациента. Веројатно и согласно нашиот закон им следува и нега од туѓо лице, трето лице, како се нарекува тоа, така нели? Да, туѓа нега, да. Туѓа нега, да. Да, јас ја изразувам целата поддршка во име на нашата редакција до сите семејства кои што се справуваат со вакви проблематики и верувам дека секој еден симптом кој што го споменавме нема да го игнорирате во иднина, ми веднаш ќе побарате помош, совет и веднаш ќе се упатите до вашиот матичен лекар. Така да многу среќа ви посакувам и вам, доктор Гашовска, во вашата секојдневна пракса. Знам дека, како што кажавте и вие, се индивидуално во оваа болест и секоја промена може да биде денес на еден, утре на еден малку поинаков начин. Верувам дека на некоја следна тема повторно ќе се видиме во утринската програма. Во секој случај ви благодарам и вас, секогаш ми е драго да сум тука. Ви благодарам многу. Искра? Да, ви благодарам. Сум тема за која што никој од нас не сака да размислува и секогаш се велиме тоа нема нам да ни се случи, негде далеко од нас ќе биде, но меѓу другото овие светски денови токму затоа и постоја да се подигне таа јавна свест и пред се да се информираме. Зборува, да. Така. Ви благодарам многу и на двете.